Почитувани битолчани, она за што укажувавме на внимание за лажните ветувања, за немањето политички и кадров капацитет на водење на институциите од страна на ВМРО ДПМНЕ и опасноста од повторно банкротирање на општина Битола, како во 12 годишното владење на Владимир Талевски и ВМРО ДПМНЕ, на жалост и штета на сите битолчани, по само 9 месеци повторно се реализира. Повторно се случува разнебитување на општина Битола и повторно од локална власт предводена од ВМРО ДПМНЕ. После информацијата дека општина Битола е во долг од 2,3 милиони евра, од вчера дознавме дека и јавните предпријатија нерентабилно работат, односно се пред класичен банкрот. На последната седница на Советот на општина Битола запрашавме дали јавните предпријатија се од добра финансиска состојба, за да можат да го издржат очигледниот политички маркетинг и катастрофална манипулација на граѓаните на општина Битола. Читачите на разни изјави, без воопшто познавање на ситуацијата, не уверуваа нас, сите советници и граѓаните на Битола, дека јавните предпријатија работиле домакински, пари има и дека нема да има покачување на цените на услугите на јавните предпријатија. Претходно градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски објави историска одлука со која тој лично ќе ги покачал платите на вработените во јавните предпријатија преку општинска поддршка и субвенционирање на јавните предпријатија за одминување на тешката состојба во која се наоѓаат. Зашто повика сите општини и владата да го следат неговиот пример како грижа кон сопствените граѓани? Вчера сите ние во Македонија бевме сведоци како претседателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Битола и директор на јавното предпријатие Водовод од Битола повика на помош од владата на Македонија, бидејќи се на работ на банкрот поради ситуацијата во која се наоѓаат, со што единствени опции им устануваат покачување на цените на услугите или воопшто со прекинување на давање на услуги кон граѓаните. Од СДСМ и коалицијата наследивте општина без долгови, со дополнителни финансиски средства, јавни предпријатија со позитивна сметка и рентабилно работење, како и раздолжени од долгови сите образовни институции во Битола. Денес слагата за промени, нови лица и добробит на граѓаните на општина Битола само после 9 месеци се претвора во повторен кошмар за битолчани со повторно носење во милионски долгови на општината, јавните предпријатија и нивна нефункционалност. Повторно ВМРО ДПМНЕ, преку нивното неспособно раководење со институциите, ќе се одрази врз живот на граѓаните на општина Битола. Затоа СДСМ и коалицијата ве повикува вас, почитувани колеги, советници во Советот на општина Битола, од независната група Поинаку и советниците на Левица. Бидејќи очигледно добивме невистините и неиздржани официјални финансиски дописи од управните одбори на јавните предпријатија, кои го одобруваат барањето на градоначалникот Коњановски без финансиски извештај дека се на работ на рентабилност, односно класичен банкрот. На првата наредна седница, истите тие одбори на јавни предпријатија, поради давање на вистините информации, без информација за финансиска импликација, врз граѓаните да бидат целосно променети од нивните позиции со нови. Одговорност мора и треба да има.